Јас сум Тамара Димитрова, предавач во Brainstarnext коледжот. Здраво, јас сум Барко Јашари, извршен директор на фондацијата Метаморфозис. Моето име е Ѓорги Маџаров, професор на Финки, и денеска ќе ви кажам зошто некои работи околу развојот на вештачката интелигенција се или не се така. Што е вештачка интелигенција? Вештачка интелигенција е една широка наука во рамки на компјутерската наука, која се занимава со развој на интелигентни, паметни машини, за кои вообичаено е потребна одредена човечка интелигенција. Значи, тука ќе подразбираме експертските системи, препознавање на говор, машинска визија, процесирање на јазици и уште многу други области. Дали тоа ќе биде автоматизација на одреден процес, како што е филтрирање на мејлови, кои што не би требало да ги добиеме, или тоа ќе биде препорака на филмови на Netflix или препорака на видеа кои што ги имаме на YouTube или некоја друга платформа, или одржување на машини во нивната посакувана работна состојба, се само областите во кои што денеска вештачка интелигенција и како наоѓа огромна примена. Вештачка интелигенција подразбира роботи кои зборуваат, реагираат и се однесуваат како луѓе. Ќе шпјесери што? Интелигенца артифицијале продорет на роботик, продорет под криуар робот, де робот да власен ве силен синјерот, продорими интелигенца артифицијале он шум џеоса. Иако книгите и филмовите со научно-фантастична тематика ја представуваат како таква, во моментов реалноста е сосема поинака. Интелигенца артифицијале мунт жилоат вет пандигмене њериот. Kjo nuk është kështu. Në fazën ku jemi sot, inteligjenca artificiale varet tërësisht nga njeriu dhe nga teknologjia dhe algoritmet të cilat i zhvillon dhe krijon njeriu. Се уште не сме стигнати таму. Мора да постои одредена експертиза за дефинирање на одреден проблем. Но повторно постои цела идеологија која што ја развива Kurzweil овој пат околу ова тврдење, кога опишува неговиот закон за забрзување на поврат, кој предвидува експоненцијален раст на технологијата, односно компјутерските науки, генетиката, нанотехнологија, роботика и вештачка интелигенција. Вели дека во моментот кога една вештачка интелигенција ќе успее да стане свесна, во тој момент ќе создаде вештачка интелигенција која што е помоќна од неа и така се додека не се постигне таа точка на сингуларност која што тој ја дефинира. Тогаш ќе постои вештачка интелигенција која што ќе биде создадена од претходните вештачки интелигенции, која што ќе биде помоќна, бескрајно помоќна од целата човечка интелигенција заедно. Но повторно ќе кажам дека ова е една идеологија, како што има и многу други, за кои што пишуваат многу автори со научно-фантастична тематика, иако Kurzweil не е во овој жанр, меѓутоа има развиена цела оваа идеологија. Нивото на вештачката интелигенција се приближува до онаа на човечката. Делумно е така. Генерално постојат два правци во рамки на вештачката интелигенција. Првиот правец е конкретна вештачка интелигенција, која што се занимава со решавање на многу специјализирани конкретни проблеми од вештачката интелигенција, а додека другата е генерална вештачка интелигенција, General AI, односно Strong AI, како што се нарекува, која што се уште е во концептуализација и нема се уште решение со кое што ќе имаме вештачка интелигенција која што ќе се справи со сите проблеми. I afrohet, por është ende larg. Ka aplikacione të drejtuara nga inteligjenca artificiale që kanë shpejtësi më të lartë ekzekutimi se sa njerëzit. Kanë aftësi dhe saktësi më të lartë operacionale, mund të bëjnë shumë më tepër punë në të njëjtën kohë, sidomos kur bëhet fjalë për punë të lodhshme dhe monotone. Вештачката интелигенција ќе прави медицински дијагнози и ќе носи медицински одлуки за здравствените состојби на пациентите. Така е, веќе сме таму. Не им дозволуваме на машините да воспоставуваат медицински дијагнози, меѓутоа итекако истите помагаат во рамки на донесување на одлуки од страна на медицинскиот персонал. Во одредени сегменти од медицинските дијагнози, направени од програми, е докажано дека се попрецизни од оние кои што ги прават докторите. Но постои стигма која што ние како луѓе не можеме да ја надминеме, а тоа е да не диагностицира една машина. Ваков пример имаме и со летање на авион, каде што мора да знаеме, бидејќи постои повторно истата стигма, дека постои пилот во кабината, иако програмите го правуваат најголемиот дел од времетрењето на летот, односно пилотот има улога само на полетување и на сетување најчесто, но нас не смирува фактот дека има човек кој управува со тоа летало и дека
не тоа прилично многу не смирува. Значи иста е ситуацијата, одиме натаму, да, иста ситуацијата и во медицината, каде што машините знаат да направат некогаш подобра дијагноза, меѓутоа сепак сакаме да е тоа асистирано од доктор кој што ќе ни го пренесе тоа. Развојот на вештачката интелигенција ќе доведе до човечко робство и доминација на технологија. Не е така, ова е веројатно дел од замислите на филмската индустрија, кои што сакаат да ги представат некои идеи што се во голем број на автори во научна фантастика напишани. Пред да го одговориме прашањето, мораме да го дефинираме поимот на човечко робство и доминација на технологијата. Меѓутоа, моето мислење е дека доминацијата на технологијата имаме и денес. Не можеме ништо да направиме без технологија, впрочем и не излегуваме од дома без нашиот мобилен телефон или барем се враќаме назад кога ќе забележиме дека истиот сме го заборавиле. И тоа е за мене само алатка која што без која што се разбира не можеме. Така што ако правилно и паметно се однесуваме кон технологијата, таа ќе биде наша алатка и помош за подобра иднина. Unë besoj se inteligenca artificiale do të arrisë të përforcoj kapacitetin e njerëzve, efikasitetin e tyre, por nuk do t'i zëvendësoj e aq më pak t'i sklavëroj ata. Вештачката интелигенција ќе ги замени сите работни места на човекот. Не е така? Shumë punë do të zëvendësohen, por shumë të tjera do të krijohen. Punët që kërkojnë kreativitet, strategji, është vështirë të zëvendësohen. Edhe pse sot kemi software që mund të shkruajnë tekste, novela, ose edhe të bëjnë piktura, por kjo bëhet duke kombinuar dhe kopjuar vepra arti veçmë të shkruara apo të pikturuara. Ќе отвори една огромна плејада на нови работни места, за кои што се уште не сме свесни, меѓутоа дефинитивно ќе бидат насочени во одредени гранки, како што се социологија, како што се психијатрија, медицинска нега, образование и така натаму. Потребни се дата аналитичари и експерти за машинско учење за да се користи вештачката интелигенција. Делумно е така, значи за да се создаваат нови методи и да се унапредуваат, де факто се потребни научниците од баш од ова поле. Меѓутоа, постојат многу едноставни алатки во кои што се веќе имплементирани различни научни методи од машинско учење и вештачка интелигенција, за кои доволно е да имате основни компјутерски познавања, да си ги знаете податоците, да ги внесете внатре и потоа да се определат кои програми сакаме да се искористат во целата работа, за да ги визуализираат резултатите и потоа луѓето самите да си ги интерпретираат. Значи, одиме кон точка да може тоа да не се само овие научници, меѓутоа за да се унапредува целата дейност, мора да постојат и овие. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut po zhvillohet strategji kombëtare për inteligjencën artificiale. Kjo pjesërisht është kështu. Me iniciativën e Fondit për Inovacione dhe Zhvillim, teknologjik është nisur si proces, por ka një kohë të gjatë që nuk ka asnjë zhvillim në këtë drejtim. Megjithatë është mirë që mendohet dhe ekziston një iniciativë e tillë. Имаше одреден број на состаноци во кој што треба да се дефинира и да се изработи еден патоказ за властите, односно за власта, која што ќе биде добра поедомна точка како да се позиционираме и што е тоа што треба да го направиме, се со цел да бидеме рамо до рамо или чекор до чекор со останатите држави кои што веќе широко ја применуваат стратегијата која што веќе имаат подготвена.